Следно што ме факен нервира се факен стари луѓе. Треба да имам у факен предвид дека они не сакаат факен пцуење и дека мора факен да го цензурирам видео. Пошто пцуjem ко факен ко... за малце ќе кажев нешто што ќе паткар го има кажено, ама не е бедно. Ме нервира. Што к***ова? Што к***ова? Да не беше ова доле, ќе бе пушта повише, ама добра, ќе помене. Ке нервира кога ќе кажат дека главите ни се телефони или у компјутери, а они ако не гледаат телевизија, главата им е у вестник. И што воопшто гледаат на телевизор? Турски серии. И после ми за тоа што јас сум вулгарен и сум цуел. После тоа се као, ама но вие младиве само пцујат. Ама ако ќе се деси нешто на некоја турска серија што не им чини, почиње следното. Кали матер, срце црно ја изело, ѓубре, бре што жена беше, да пукне, да Бог да море мамицата, јас да на едни вадат поголем вокабулар за пцуње од мене, а мене ми пошто сум пцуел. Религиозно гледаат турски серии, ама битно патриоти се жалат. Ама нова дечиштава ја пропасти државата, сите избегала тука. Па како да не избегаат кога мејнстрим програма у нашава проклета држава се факин турски серии. Гоце Делчев у гроб се превртува. Пируети прави. Гледат некоја турска серија, телевизорот до даска ја рокнат. Солзи му течат од звучниците. Морам да ставам слушалки за да не оглувам од и да не го слушам глупиот телевизор и после се као аман бре дете, ке оглувеш, не слушај музика на слушалки. Радо би оглувел, него ли да оглупам од тоа серијата. Не ми се ни на 25% гласност, а имам уште 75, додека ти си го пуштила телевизорот на 1250 гласност. И после мене ќе ми каже, немој синко ќе оглувеш. Па јас сум ги стел слушалките за не оглувам од телевизорот, што го рокнале над максимум, и ќе ми речеш, аман бре избади тоа слушалките ќе оглувеш. Немој така. Како ќе оглувам кога ти си веќе глув? Како ќе оглувам кога ти си веќе глув? Како ќе оглувам кога ти си веќе глув? Кое? И после ја ќе оглувам. Изгледа се имаат договорено со комшиите за и они да не пуштат телевизор, да слушат низ зидови што има на телевизија. Пошто се е скапо да се гледа македонска телевизија, ќе слушат комшиите низ зидови. Очигледно, има нешто што старите сакаат да го плаќат, што се вика телевизија. Леј, тоа телевизија што го плаќат. Зашто го плаќаме тоа телевизија? Колку што јас знам, телевизија треба да добива приходи од тоа што рекламира фирми од надвор, а гледачите што треба да ги гледаат тие реклами не треба да даваат пари. Уствари не знам зашто ебано воопшто има луѓе што гледаат македонска телевизија кога има компјутери во ова модерно време и може да си ги бираме и да ги гледаме стварите што ги слушаме, наместо некој да труе со негативни турски серии кои не се ни на турски. Тоа е лошо за старите, пошто гледат што се дешаваат на сериите и мислат дека тоа се дешава у реален живот. Им влагу психа и мислат дека се дешава со нивните деца и внуци. После им трачарат, леле оваа керката на комшиката се развела. И? Добро? Дали си ти свесна дека 100% од разводите започнуваат со брак? Усвари не. Како се развела комшиката? Добро, зашто е битно дали керката на комшиката се развела или не? Како тебе ти влијае тоа? Зашто ти е битно? Дали ти си видела на турска серија дека го прават тоа? Па и ти мислиш дека тоа е така сегде? Леле, срамота, развела се комшику. Пу! Па све сарама и све што па после тоа треба да на страна, за да им кажем убаво да знаат и они и владата на мајка им та све у нека иде на сестрите с да го за сви и за кусурот пакле ново родео. Што со вас, зашто вака? После тоа, кој ми е бесплатно, ке се накрцаат сите у автобус. Доаѓа народна станица Зелен пазар и очекуваш да се испразни автобусот. Колку што се испразнил автобусот, толку ке се накрцаат со вреки, пиперки и патлиџани. Автобусот солзи му течат, лази наместо да вози после тоа. И кога конечно ке се начука сите автобус, не знаеш дали повише смрди на пиперки, патлиџани с див на лук и кромит или на месец дена стара пот. Кој што од влада им дават бесплатни денови за автобус,
Треба од владата да им дадат 2 дена бесплатна вода да се избањаат на деновите пред да влезат во автобус. 2 дена бесплатен автобус, 1 ден пред тоа бесплатен туш. Четки и паста за заби, секој на шалтер кога ќе земат пензија ќе им даваат. Која им е 10% поголема секоја година. Кога ќе се качиш у жичара, одма можеш да го лоцираш мирисот на ракија од кајде. После тоа како се облакаме. Види, како се облакаат. На што личи тоа? Смркнале панталони и скинати целите, мршник напрани, црни мајци, на што личи тоа? На гробиште ли кидеш? Повеќе ке држеше тоа вода ако не гледав баби со слеери со до мајци. Или дедовци со Мейден и Лембов год мајци. Еднаш не може да си недам Емине мајцата, некои добри година дена две, се додека не ја видов баба ми како ја носи. Ја прашав кај нашла мајцата, си ја нашла кај неј у шкаф. Не знам ни ја како, не знам ни како. Ушто како ми рече, која ќе те сака со тоа ланците? Кој се моите ланци фактор, дали ќе ме сака некоја? Зашто ми сакал да ме сака некоја која би ме судила по моите ланци? Која ќе те сака со ланците? Шо да ја одговорам на ова? Убоки ти стојат тебе да ја носиш Емине мајчката? Зашто за луѓе што носат ланци, кога на врат си обесила ланец за врзување фрижидери си оставила крстот што го фрла на водици? Квазимодо камбаната со тој ланец ја чукал. Не смем да носам ланец, ама ти смееш да носиш ланец и крст на него? Значи, окей, ја ако обесам едно огромно А на ланецот, пошто магично е окей ако има ланецот религиозен символ на него. Послам тоа имаш типот, младиве ништо не знаат. Пичко! Дојди и кажи ми го тоа нареден пат кој ќе ми кажеш. Да ти го наместам саатот на мобилниот телефон. Да ти ја наместам датата на мобилниот телефон. Да ти ги наместам каналите на телевизорот. Да ти го поврзам видеото на телевизорот. Да ти сменам кабел од статичниот телевизор. Да ти наместам кабловска на смарт ТВ-то. Да ти запишам нешто, пошто не знаеш да пишеш. Да ти проверам кога имаш автобус за село. Да ти проверам зашто машината за перење не ти плави убаво. Да видам зашто машината за перење почиња да стуши алиша автоматски од кога ќе ги испере. Да го наместам Wi-Fi-то дома. Да проверам зашто немаш Wi-Fi на лаптопот што си го земал. Како се става лайк на песна на YouTube зашто многу ти се свиѓа новото од Јелена Карлеуша. Да видам на интернет рецепт за индиски лепчиња. Да проверам на интернет како се готви без хромит. И на крај кога кидаш кај баба ти. Сине, дојди кај бабичка, одамна не те видела. Па како си? Што преш? Чути да гледам и матер срце црно изоло да пукне да богда. Бабо, ја мислам, чекай. Ау, да пукне да богда. Драганче, чекај да гледам бабичка. Бабо, дојдов те видела. Али матер така е, ако е, све нека дознае.